Се тече, се менува. Само вода не протекува во радовишките села Бучим и Тополница. За 1000 жители на овие радовишки села водата е скапоцен ресурс, па за неа одат по планините и околните села. 40 години ова е начинот на кој живеат двете населени места изградени на периферијата на рудникот Бучим. Велат дека токму рудникот е причина што тие живеат толку тешко и примитивно во 21. век. Јас кога сум роден, значи не се сеќавам доволно вода да имаме. Едно време немаме вода, после неколку време од рудникот, почнаа да ни дадат вода и тоа вода не е за пиене, значи не е ни убаво и за средствата да се употребува, има бакр водата моментално. Немаме вода, цело село, значи имаме една чешма далеко од 3 километра или тука негде, со тубина одеме, ред чекаме по сатови, по шишина пунеме, значи за да се снабдуваме дома што треба за трошен материјал, за облека, било за шо. Фирус живее на почетокот од селото. Го затекнавме со мајстори. Се обидуваат да пронајдат вода во неговиот двор. Вели техничка е, ама барем да има за капење и перење. И насред село е сличен муабетот. Жителите се разочарани што се оставени сами да се снаоѓаат. Некои дури и се шегуваат. Полесно купувале сокови отколку вода. Но реалноста е дека и старите луѓе со нарушено здравје мора да одат во планината по вода. Много тешко за вода. Колку време сте така? И струја слабото кото немаме. Оддавна така. Лежала како што треба. Од рудникот течеше некој там. Од рудникот горе имаше вода, ама там нешто вода, некои се чели тие таквите и нема вода. Немаме вода. Одеме тука далеко има чешма. Од тамо пиеме. Колку ви е далеку чешмата? 1 километар повеќе. Чешмата. Тамо одам. Јас болат ми ножи, едва ја одам таму. Една вода кој ми треба. На 3 дена еднаш одам ја. 20 години вода немам опште. Опште обучим, радовиш мислам, вода опште немам. Од дека да купам вода. Нема, за пиење нема, купуваме готово. Тешко ли им е тука на жителите? Како не, тешко. Тешко, ама што ќе правиш, ај? Од дека носат вода за перење, за готвење? Па има, удариле вода, вака, ама не се пие само. А за перење, за садови има. Само нема вака пиење. Много одамна ние. Во Бучим нема, само еден кладенче што имал тачо за пиење зијаме. А тоа вода ако не, се купечки зијаме. Вчера беа тука испитуваа, пробаа камарите. Вода како? Викам сега и да сакате вода нема. Сега треба купечки, а продавниците затворени беа. Со вода многу ние тешко имаме. Во 2021 година рудникот Бучим ги снабдуваше овие села со вода преку цистерни. Како што велат од управата на рудникот, испораката била на барање на местните заедници со цел да се задоволат основните потреби на населението. Дополнително рудникот финансирал хидрогеолошки истражувања во вредност од 50.000 евра, со кој бил направен првиот чекор кон пронаоѓање трајно решение за водоснабдување. Од општина Радовиш пак велат дека има изработено проект за водоснабдувањето на овие две населени места, но немаат пари да почнат со изградба. Инаку решавањето на проблемот со водата во Бучим и Тополница беше и во предизборните проекти на актуелниот градоначалник на изборите во 2021 година. Тогаш предвидувал дека ќе се изгради 2 километра водоводна мрежа во Бучим и 3 во Тополница.